На терените на тенискиот клуб Јук разговараме со државниот првак на Македонија за 2015 година Димитар Грабул. Најпрво честитки за освоената титула, една од повеќето во твојата долгогодишна кариера. Кажи ми за твоите почетоци во тенисот. Кога почна тениската приказна на Димитар Грабул? Фала ви пред се за честитките. Моја тениска приказна почна на 11 години. Сосема случајно можам да кажам, затоа што како и сите деца повеќето во Македонија се знае нашите спортови не приоритетни, али главни се фудбал, кошарка, ракомет. Така да моментот кога ја почнував да играм тенис беше почеток на летото, а тој период завршуваат сите тековни сезони во тие спортови, така да фудбал не можев. Да, фудбал не можев да тренирам затоа што немаше никој, веќе завршена беше сезоната, но 500 метри подолу од фудбалскиот клуб Вардар е тенискиот клуб Јук. Така да некаде далечна 92 на 11 години започнав тука каде што сум и до ден денеска во истиот клуб. Кога се случи преминот од јуниорска во сениорска конкуренција? На мои 17 години. Во јуниорска конкуренција немав некој, да кажам, многу настапи, некои позначителни, така да на 17 години веќе кога почна да се организираат тие професионални турнири во Скопје, почнав да настапувам тогаш и почнав да ги правам првите поени АТП. Исто во клубов, во тенискиот клуб Јук, така да на мои 17 години почна таа професионална кариера. Кога ќе се спомене македонскиот тенис, неизбежно е да го споменеме и Дейвис купот. Она сензационална победа над Финска на домашен терен, победата над Летонија со Ернест Гулбис, мечот против Словачка со Хрбати. Која му е најдрагата победа на Грабул во Дейвис куп над пребројањето? Добро, во тој период кога ги бележевме тие успеси, нормално ја бев во репрезентацијата, но сепак тогаш во тој момент далеку подобри беа русевски предрак и Лазар Магдинчев, тие ги бележа тие резултати, тие главни победи, да кажам. Но секако дека имам настапи во Дейвис куп репрезентацијата, едниот позначителните се во Унгарија, каде што губев, се сеќавам првиот ден 2-0 во сетови и го добив мечот 3-2. И уште еден настап во Белорусија, каде што исто така губев 2-0 во сетови и го направив тој пресвар 3-2. Така да тие можам да ги кажам едни од позначајните. Победник, државен првак, важи за 2015 година, Димитар Грабул. На ITF турнирите настапуваше најчесто на белгиско тло, каде што и живееше претходно. Ако не се лажам, пред 2 сезони го достигна твојот највисок ранкинг во кариерата. Точно, во тој период, негде 2011 до 2014, ми се укажа таква прилика да можам да настапувам на тие турнири, затоа што тој период, како што кажате, живеев таму. Во тој период горе-долу веќе прекинував да играм професионално тенис, затоа што и годините и сепак фамилија се ствараше во тој период, така да немав, да кажам, не можеш да се посветам максимално, но ми се возможија некои услови, некои луѓе, контакти што ги остварив таму. Почнав најпрво со тренинзи, па потоа се вратив и на професионално ниво на тие фьючерс турнири.
Така да негде 2013 го достигнав тој највисок ранкинг, 505. Забележав победи на 2 фьючерс турнири во сингл, неколку и во дубл и покрај тоа што освои 2 игра, имав и позначителни резултати на другите, но пак мислам дека тој период е најплодниот мој. Сега понатаму веќе е време за некои други работи. Како поминува времето, веќе стигнува, мислам, не само желбата, туку имаме и други приоритети. И други работи веројатно да се посветиш на тренерската професија. Магдинчев и Русевски веќе го имаат стартот таму. Кои се твоите планови? Точно, колегите мои, другари, па веќе одамна започна на тоа поле да војуваат овде со нашите млади надежи, така да кажем. Добро, Магдинчев во Германија, каде што и мојот план е понатаму да заминам таму. Неофицијално веќе изминатиот период, последниот 4-5 месеци сум таму. Почнувам да работам како тренер во клуб, еден мал таму, па така да планот ми е понатаму да останам таму, па ќе видим. Здравје Боже, понатаму никогаш не се знае. Може да се вратиме тука. Кога се во прашање индивидуалните спортови или како што е тенисот, знаеме дека кубурот со финансии, во Македонија конкретно. Што добил Димитар Грабул од Тениската федерација и од државата како поддршка за да ги оствари своите успеси? Па добро, кога сме настапувале за Девис Куп репрезентацијата, сме добивале помош, мислам сме биле платени, да кажам, за тие настапи, но сепак тоа е минимално, тоа е во годината еднаш или 2 пати. Не може да се сведе на еднократна или 2 пати во годината помош, за да може да изиграш целосна сезона на професионално ниво. Сепак тие барања, мислам, тие трошоци што ги имаш во текот на годината се значително поголеми отколку тие примања што ги имаме. Така да финансиски не сум бил покрен, да кажам, освен од лични пријатели што се мои другари, од државата никаква помош сум немал. Не само ја, туку не знам и останатите колеги во тоа време што играле како Магдинчев и Русевски. Така да не знам, се надам за овие поновиве генерации дека нешто ќе се смени, да може да имаат безгрижно да настапуваат и да кажам на турнирите, да не се замараат со тие работи, затоа што навистина значат. Кога ќе отидеш на турнир да можеш да се фокусиран само на тенисот, а не да мислиш што доколку изгубиш, каде ќе одиш, кога ќе си одиш дома, нова авионска карта и така натаму. Кога се во прашање идните генерации, дали Македонија има тениска иднина според тебе? Па секако дека има. Сега ново државно првенство игра Бојан Јанкуловски, Гора Србљак, тоа се нашите млади надежи. Секако и Томислав Јотовски. Не можам да кажам, он е постар од нив, но пак е се уште млад, така да очекувам тие во блиска иднина да бележат што позначителни резултати. Во ред, ти благодарам. Хвала.